Неколку значајни проекти на полето на заштитата на културното наследство се во тек на реализација од страна на Националната установа Завод и музеј Битола. Новиот директор на оваа установа Зоран Алтипармаков истакна дека подготовките за реализација на повеќето проекти се во завршна фаза, а на некои веќе се започнати градежните активности. Тоа се 6 позначени проекти. Конзервација и реставрација на уметничката галерија Јени Џамија, конзервација и реставрација на црквата Свети Ѓорги во Курбиново, реконструкција на спомен куќата на Татарчеви во Ресен, конзервација и реставрација на фасадите на гимназијата Јосип Броз Тито, конзервација и реставрација на музичкото училиште, на фасадите на музичкото училиште, исто и конзервација и реставрација на фасадите и кровниот покривач, санација на кровниот покривач на Везистенот Битола. Со оглед на тоа дека се спроведуваат тендерски постапки согласно законската регулатива, повеќето од овие проекти се на самиот почеток. Во еден дел од проектите сме со вадење на потребните дозволи за да се започне, меѓутоа со некој веќе добиено. Значи дозвола конзерваторско одобрение добиено за конзервација и реставрација на уметничката галерија на фасадите на и кровниот покривач на уметничката галерија Јени Џамија во Битола и за музичкото училиште. Додека другите двете се во постапка. Значи безистенот чекаме уште согласности од нотарски заверени согласности од сопствениците, таму ги има 31 сопственик. Чим ќе ги добиеме, значи да можеме да испратиме проектната документација за да го добиеме конзерваторското одобрение. Спомен куќата на Татарчеви во Ресен веќе е готова, скоро завршена. Ке се работи са нов, значи тоа е дел на нов проект, значи на изведба на современа музејска поставка во самата куќа. Директорот Алтипармаков посочи дека со конзервација и реставрација на објекти кои што се споменици на културата се прави голем чекор кон зачувување на истите.